што правам јас со мојот живот? Јас самиот што се уништувам, на другите околу мене им правам проблеми. Нормално и на очувот, први тоа што мајка ми е сега со друг сопруг, со друг маж. И сега, јас на нив им правам проблеми. Со сестра ми нешто ми правил проблеми пред тоа што почнавме да не комуницираме веќе. Повише не сме биле во комуникација претходно, отколку што сме биле. И си викам, што е ова? Јас што си го уништувам телово, умов, се што си уништувам на себе, ама другите околу мене зашто да страдаат? И си викам, боли ќе се убијам, него да правам проблеми цело време. Драган Денковски. Име што можеби вас не ви значи ништо и не е познато на јавноста, но станува збор за едно храбро 23 годишно момче кое пред 3 години успева да се извлече од канџите на зависност од дроги. Нешто што почнало на шега на 15 години и нешто за кое тој самиот не бил свесен на каде ќе води, многу потоа за брзо време станува зависност од која тој би кажала страдал цели 5 години во тој еден магепсан круг на зависностите и успеал да се извлече така што дошол на самата бездна, односно пробал да си го одзеде животот. Би сакала исто така и да нагласам дека ми е многу важно што за прв пат правам едно вакво интервју и во подкастот имаме човек што ретко, а можеби никогаш не може да го видиме во медиумите, затоа што овие луѓе се маргинализирани дури во медиумскиот простор. Исто така се надевам дека во наредниот час и половина, колку што трае епизодата на Анекта, доколку некој страда од ваков проблем, доколку е некој зависник, доколку познава некој што е зависник, ако неговото дете е зависник, ако неговиот комшија забележува дека користи дрога, ќе биде поттик да побара помош или да понуди помош. Пред да ви кажам уживајте во епизодата, би ве замолила да кликнете лайк и subscribe на нашиот YouTube канал, на Spotify и да не заследите на социјалните мрежи на Анекта, затоа што ваквите приказни и ваквите животни стории заслужуваат внимание, го заслужуваат вашето внимание и важно е да говориме за вакви теми. Уживајте. Здраво, Драган. Здраво. Најпрво ти благодарам што одлучи да дојдеш и да зборуваш. Би се рекло дека е храбро, ама малце и лудо, што еден млад човек во држава како нашата сака гласно да зборува за, еве ќе кажам понародно, за неговата мака и за неговото детство, животот со зависност од дрога, зависноста која ти за среќа ја имаш победено. Јас тебе те запознав на Радио Слободна Европа, каде што си дал интервју на мојата колешка Емилија и ме фасцинираше колку луѓе позитивно реагираат на еден млад човек кој успеал да се тргне од таквиот начин на живот. Се зачудив и што не прочитав ниту еден лош коментар, што е кај нас земја, што би рекла, доста со предрасуди. Мене ме изненади тој факт. Морам вака да видам подолга во воведот, за да најавам што ќе следи во продолжение, во наредниот час, два, колку и да зборуваме. И би сакала уште една работа да ти кажам, може би забележуваш дека јас носам мајца на која што пишува бег со козите, оној легендарен видеоклип, всушност прилог направен од колега кој е дописник. Сега ќе искористам можноста затоа што седиш ти тука, да им кажам на гледачите и на оние кои не слушаат на Spotify, дека ова го правам затоа што сметам дека таквите луѓе веќе ги нема на телевизиите, на прилозите,
моите колеги што се дописници од локалните медиуми, што работеат за националните медиуми, исто така скоро и да ги нема, така што ова е на некој начин поддршка за нив, затоа што беа на маргините, а тука за прв пат вистински во Анекта, спроти мене седи некој што е самиот од маргините, што ти си бил на онаа страна, а сега можеш да збориш како е да имаш победено зависноста и да можеш отворено, без да ти причинува болка, да се навраќаш и да збориш. Да почнеме од почеток, односно како почна се. Ти си релативно млад, Да. и релативно млад се извлече од зависноста од дроги. Да. Почнуваш и прв пат пробуваш марихуана кога имаш само 15 години. Да. Претходно неколку ситуации имав со алкохол, но видов дека тоа не ми прие на мене и после тоа се најдов со марихуана. Ми беше представено дека не е нешто лошо, дека е доста забавно, сите дека го прават. И така се залажав и пробав еднашка, следниот ден пак, после неколку дена пак и после неколку месеци почнав секој ден да користам марихуана. Како почнав со марихуана? Со марихуана си викав дека нема да идам понатаму. Но се лажав и за брзо време пробав екстази, па после тоа некој период користев само екстази, или нормално и марихуана, па пробав и амфетамин, и кокаин и ред други дроги, што доста многу ми штетеа. Зошто еден млад дечко, младо дете што е, веројатно си бил средно, Да, ако може да пресметам според возраста, си бил средно на 15 години. крај на прва година пробувам и веќе во втора година почнувам интензивно да користам. Како може едно младо дете во средно толку лесно да дојде до нешто што е нелегално кај нас? Па, генерално е многу лесно да се дојде до дроги во овие времиња, не е нешто што е комплицирано. Тоа е многу лошо, али за жал е вистина. Сега јас и ти да искочиме и 10 минути да шетаме низ центарот, сигурно ќе може да најдеме од некој така случајно што поминува дрога. А дали е ефтино, затоа што на 15 години не заработуваме, не сите родители имаат пари, на децата им даваат многу пари, па сега често знаат луѓето да кажат тоа е некое богато дете што почнало да конзумира марихуана или друга дрога. Достапна ли е? Нали може едно дете од парите од ужинка во неделата да си скрати и да купи марихуана? Па, и јас кога користев имаше опции за 300 денари и сега кога некој друштво ќе се соберат, секој може да собере 300 денари. Тоа е доста ефтино според мене. И тројца другари по 100 денари и ете си имаат марихуана да пушат на голем одмор после часеви, пред часеви. Ти кажуваш дека од марихуана прво од неколку пати, тоа после 2 месеци било што се прави редовно, па и експериментирање и користење на други дроги. Кое е чувството што тебе те натера да пробаш и пак марихуана? Ти даде ли некој мир, спокој, смешно ти беше? Дали е тоа како по филмовите, па сега луѓе пушат джоинт и потоа се смеат и весели се? Да, весел бев и мислев дека само така може човек да биде весел. Нормално, сега кога гледам тоа ми звучи многу лошо. Но претходно мислев дека само може со некаква супстанца човек да се чувствува убаво, среќно, расположено. И така нон-стоп за тоа и користев. Пошто беше смешно, ха-ха-ха, хи-хи-хи со другарите и тоа ме тераше. Многумина марихуаната ја сваќаат наивно, дека нема врска, ете јас ќе си излезам, ќе си нарачам пица, си гледам филм, ќе пушам марихуана. Сега, може би, многумина што пробале и што се уште конзумираат, не ја имаат твојата гледна точка. Како ти гледаш на тоа, затоа што ти си човек што се лечал од зависност? Така, јас тоа го гледам како оправдување, пошто јас истото сум го правел. Јас секогаш сум викал дека кога сакам можам да се откажам, дека не е толку страшно, дека расте од земјата, дека тоа е нешто што е нормално, но тоа било моето лично оправдување, што сметам дека многу луѓе го имаат тоа и треба што поскоро да се скрши тоа. Дека не е вистина, дека не е нормално човек да пуши марихуана. Добро, а освен оној што кажуваш, ти било весело, другарки се зезате, излезени сте. Имало ли моменти кога си видел дека ти пречи?
Не збориме за тешки супстанции за други, за марихуаната. Имало ли моменти кога си видел дека не е тоа баш наивно? Па да, многу често ќе почнев да чудно да се чувствувам лично со себе, да се чувствувам несигурен, да почнувам да заборавам работи, да почнувам како смотан да изгледам, како успорена снимка. И гледам дека малце по малце дека делува лошо на мене, но јас не ќе да се соочам со тоа. И уште викам дека не е толку страшно, јас кога сакам можам да го оставам. А како реагираа луѓето околу тебе? Мислам, твоите дома, другарките, комшиите, во училиште. Збориме еве на самиот почеток, бидејќи не е толку демонизирана марихуаната, не ги сваќаат луѓето толку сериозно тие работи. Имаше ли другари, другарки околу тебе што беа загрижени, што ти кабе Драган претеруваш, остави, или луѓе што истото го правеле заедно со тебе, заедно сте правеле? Имаше ли такво друштво или главно беше такво друштво, а помалку оние што осудуваат? На почеток имаше некои луѓе што осудуваат, што ми беа блиски пријатели, посебно се сеќам на едно девојче, баш помеѓу првите патови кога ќе пробав, и она ми рече, што правиш бе ти, сакаш наркоман да станеш? И тоа никад не го заборавам, пошто тоа беше вистина и она со право ме нападна. Секам не бе нешто ти е ова само така на зафрканција, и нормално од кога јас стварно станав наркоман, да виде што станува со мене и си се отргна. Како што почнав почесто и почесто да конзумирам, вистинските луѓе што ми мислеа добро се отргнуваа од мене. И тие Бидејќи сватија дека не може да ти помогнат? не само тоа, и тоа ми беа моите карактеристики, и јас тоа сакав, и јас почнав да се дружам со луѓе што исто да го прават. И сега има други луѓе па што имаат вистинско добро мислење за мене и сакаат јас да се отргнам од тоа, али не се согласуваме. И така многу брзо се одвоив јас од многу добри пријатели. А каде се сега? Се здружиш со некој, се дружиш со некој од луѓето што сакале да ти укажат дека грешиш? Да, со некои имаме повторно воспоставена комуникација, но со некои едноставно си се тргнале патиштата. Знаат јас дека ништо сум поминал, дека сега сум окей, се супер, али не мора да ни се вратат патиштата. И да се вратиме сега на оној момент, многу брзо, повторно ќе го повторам, многу брзо ти станува тоа, ајде да во оваа фаза да го кажеме навика, и потоа почнуваш да експериментираш и да земаш и други дроги. Да. Тоа доаѓа природно или може некогаш да се препише и на карактерот на човекот, на љубопитноста, или доаѓа природно кога си во такво обкружување и во такви кругови со луѓе околу себе? Јас лично мислам дека доаѓа природно, претоа што на почеток никој не сака да експериментира по тешки дроги. Од страв или? Па да, и од страв и од од страв генерално мислам дека марихуаната нели се нешто што е нормално и дека не е нешто страшно, ќе си викаат сите дека ќе оставам на тоа, не сакам друго да пробувам. Али како поминува време, месеци, години можеби, ќе видиш дека не ти дава задоволство марихуаната. И ќе пробам еднаш, најчесто така почнува. И што беше следното што тебе ти даде поголемо задоволство да не е марихуана? Екстази. И стварно е многу лоша друга што вистински ти прави многу убаво се чувствуваш, али колку го нарушува телото, умот на еден човек, тоа е неверојатно. Каква сензација има еден човек, што чувствува кога ќе земе екстаза? Можеш да се присетиш на тоа што било толку убаво? Екстазите се во себе содржат MDM, така, и делуваат на серотонин, на среќа. Која е сензацијата што човек ја добива кога ќе проба екстаза? Па, многу среќа добива. Не знам, не се не можеш да си го опишеш како си среќен, убаво ти е? Многу ти е убаво. Не знам, не се опишува тоа. Едноставно како нешто што обожаваш да го правиш, или еве храна или пијало, пута 100, пута 1000. А кога ќе сопре дејството како е? Тоа... Или тоа е причината зашто повторно зимаш? Не е тоа причината при која што повторно зимаш, али кога ќе престане дејството... Тоа сакав да те прашам, кога ќе престане дејството, како се го толкава една, затоа екстази се вика, тоа е на таква екстаза и најнаш го нема тоа. Тоа е
причината зашто некој зима, што ти е лошо, зашто веќе не си толку среќен? Да, имало и такви случаеви кога ќе престанало па повторно ќе земам, ќе престанало па повторно и така имаше една случка кога бев на одмор и земав доста повеќе екстажи од што треба и Колку е тоа повеќе? 6 во текот на 24 часа. И јас лично знам како сум се чувствувал следниот ден, кои сензации после тоа ги чувствував. Како се чувствуваше? Како ништо да не вредам. Така може најлесно да го објаснам. Внатре ментално како се чувствував, како ништо да не вредам. Како потиштен, не си немал волја за живот. Ако може Да, така сум да немал го волја споредиме. за живот. Почнам од тоа при тоа што ова е нешто што мора да се нагласи. Сум немал волја за живот. А после тој физички какви чудни сензации имав, тоа беше неверојатно нешто. Да? Да. Како струи некој ми поминува, не можев да движам ги тера другарите да застанеме малце. Се враќавме од апартман, викам не можам да вемам малце да легнам, среќа од плажа дојдовме и јас лежам на плажа да се совземам. Да, го зборуваме се ова за тие што не гледаат и слушаат. Некако прирачник за дејства на дроги што некој да проба или не треба да проба и би сакала на вакви теми секогаш сакам да нагласувам дека овде јас лично како новинар и водител на овој подкаст не сум таа што судам нешто, што кажувам што е добро или не е, но твојата приказна е добро да се раскаже. Пред да продолжиме морав да го напоменам ова. Дали ти е тоа прв пат кога си претарал со употреба на дроги? Мислам да, не се сеќавам многу околу тие работи, али тоа е едно од кога сум претерал. Што го памтиш и после Да, толку време, значи било многу лошо. Значи се ова се одвива 2015-та, 16-та, така ти имаш 5-16 години, уште си средно, така? Средно сум, имам, мислам дека е 2017, ако бидеме точни, 2017 летото или 2018, не сум баш сигурен. Мислам дека е 2017 летото. И патот твој со пробување на дроги не завршува тука, не завршува, не те плаши ни тоа што од 6 екстази не ти е добро и не знаеш каде се наоѓаш и не можеш да одиш. Што те тераше да видиш и да пробаш и други работи? Можеш ли да се сетиш што беше тоа што те тераше да пробаш и други работи? И покрај тоа што си имал лоши искуства. Верувам дека секој што користел дроги имал доста лоши искуства. Да. Сигурен сум јас дека сите луѓе имаат лоши искуства, а вистински не знам што толку ме терало. Дали секој сум бил со истото друштво, па и другите исто така пробувале, па и јас кога сум веќе во тој начин на живот, едното сум поминал, добро, дај сега и ова да видам. Влијае тоа кој е околу тебе? Па нормално дека влијае. Се не можам да кажам дека јас сум се дрогирал поради другарите, али и доста голема улога игра кои луѓе се околу тебе. А природно кругот ти станува таков кога го спомна тоа, кога имаш и с интерес, и с начин на живот, ти си бил доста млад. Сега, вака од оваа точка, кога гледаш, си уште си доста млад, имаш 23 години. Сега од оваа точка, кога гледаш, мислиш ли дека си можел во средно да имаш еден поинаков живот од тоа да си зависник од дрога? Затоа што, кои се твоите сеќавања од средно, освен зависноста? Нема некои други сеќавања, освен зависноста. Искрено сега ти кажам дека прва смена кога идев на кај школа во 7:30, јас пушав марихуана по пат на кај школото. Јас единствената причина да одам прва смена во школа ми било пред тоа што ќе пушам од сабалија џоинт, пред да си идам во школа и ќе бидам циркузант, ќе се смееме со друштво и се ќе биде интересно. Ни знам што се учело, ни што треба еден средношколец да знае од школата, али тоа ми било мене, само да се дрогира. А пропушта ли многу работи во
однос на образованието, криво ли ти е што не знаеш многу работи твоите врсници што ги знаат? Не значи дека ти не си ги стигнал или дека луѓе кои користат дроги се помалку интелигентни од оние другите кои биле одлични ученици, ма криво ти е ли што некои општи работи си можел да ги знаеш, а не си ги знаел? Криво ми е. Мислам дека младо дете како мене би требало со тоа да се занимава, а не да му биде главниот интерес за живот дрога и само дрога, не Сам да имаш некое хоби, да речеме, да. Имав хоби. Што? Во основна школа, пред која завршав, кошарка играв. После тоа почнав со боречка вештина, но тоа многу брзо се изгуби по патот. После тоа не посветов воопшто време за себе. Само дрога ми беше на памет. И многу ми е криво, да, дека многу од моите врсници може јазик некој учеле. Може нешто, некој предмет им се допаѓал па посветиле време на тоа. Јас не знам дали ми се допаѓа некој предмет или не од средна школа. Не сум ни посегнал да видам што се случува во предметите. И сега потешко ли е да се носиш, например, со луѓе што се, еве, колку тебе, малку помали од тебе, баш поради тоа, кога зборувам да се носиш, да вистински да видиш колку работи си пропуштил. Се соочуваш ли со тоа некојаш да се запршаш вака, сега некој зборува нешто и ти не знаеш? Па, не ми се случило. Мислам, сега има интернет, не Да, дека ти не можеш да. се да прочиташ и да видиш, не живееме во камена доба, ама така да ти е криво да викаш, па може бре човече, јас на 16 години на курс да одам некој. Да, не ми е криво. Искрено не ми е да толку криво, пошто знам дека сето може да се надокнади. Никогаш не сум се почувствувал како јас да сум сега помалце од некој. Доколку сакам нешто да постигнем, ќе можам лесно да го постигнем, а да се каам за нешто од минатото. А те прашувам за се ова затоа што се низ кое што ти си поминувал се случува во години кога ние сме деца, кога никој не е оформет како личност, кога и физички и ментално созреваме и остава многу голем импакт. Сега гледајќи на назад, и веќе 3 години си чист, ако може така, како и да е терминот за некој што не конзумира веќе дроги. Можеш ли вистински да го најдеш коренот на целиот проблем, зошто ти си го избрал тој пат, зошто не секогаш тоа е судбина на богатите деца чии родители само им даваат пари, па не ги пазат од дома и одат и се дрогираат, или некој бил смотан, па другарите го прелажале, па тргнал по некој лош пат. Имаше ли проблеми растејки, па што бараше излез на некој начин? Лично мојот случај бил таков. Јас сум имал доста турбулентно детство и тоа ми причинило јас да почнам да експериментирам со разни супстанции, што би се рекло. Не значи дека секој би тргнал по тоа. Би фалело исто така и едукација. Никој не ме седнал да ми каже, ова е алкохол, ова е дрога, овие се, ако ги правиш тие работи, тоа ќе ти се случува и тоа не е добро за тебе. Многу фактори играат во тоа. А што точно ти се случуваше во детството што го ослови сега како турбулентно? Затоа што си доста млад човек, а имаш обсервирано дека си имал турбулентно детство. Што свети се случуваше? Па исто така имав татко кој е алкохоличар и кој беше доста лош пример за сите нас дома. Доста преше проблеми на мајка ми, на сестра ми, на мене и едноставно јас како мал гледав многу неубави работи што едно дете не би требало да ги гледа. Така. Тоа. Ти сакаше да избегаш од тоа? Обично велат дека ние децата сме огледала на родителите, Така. често ги имитираме. Во твојот случај тоа не било имитирање и согледување на позитивен пример од татковската фигура, туку по ова што ти го кажуваш, сакаш да кажеш дека ти не си имал како да избегаш од се она со кое си се соочувал, затоа што според мене, ќе те прашам тебе бидејќи си бил зависник, ова било начинот ти да избегаш. Да. Може да кажеме ли дека користењето на дрога во твојот случај било бегство? Да. Тоа било моето несоочување. Јас не сум бил способен Ама си бил и дете, кој Да. како ќе научиш да се соочиш кога си толку мал? Така е.
Но сепа да не искочи други фактори играле нели биле причината за мојата зависност, но едноставно јас сум таква личност кој што не сум можел да се соочам со тие работи. Имам исто така и сестра ми била сведок на многу од лошите работи, па она не посегнала по дрога. Твојата сестра е помлада или постара од тебе? Постара од мене. Значи има и по јасни сеќавања од тој период. Многу повеќе од тебе, доколку е повозрасна. Да. Доста повозрасна и она била сведок на многу повеќе неубави работи. Али и тоа е исто така и карактер. Сестра ми е невиден карактер. Она, да сум се метнала јас малце повише на неја, би било многу подобро. Мислиш ли дека затоа е многу важно и образованието и институциите, затоа што еве кажат дека ти фалело некој да ти ги објасни работите, сега многу ќе кажат па учете си ги децата дома, ама еве постојат примери каде што тие деца немало кој да ги научи дома. И требало школото да биде тоа што тебе ќе ти кажало види, некои работи се лоши, не треба така. Да, дали е школа, дали е некој човек, не битно од кај ќе дојде, битно е човек да се едуцира за дрогата и колку е тоа лошо. Не само и алкохол, нели? Затоа игра клучна улога едукацијата. И најчесто родителите им е незгодно на децата да им објаснуваат за дроги. Нели, детево не се дрогира, што ќе му објаснуваме за дека е лошо, тоа се тргнало по добар пат. Тоа е погрешно. И да не е тргнал по тој пат, кажи му за да си знае за сигурно. Има марихуана, има екстази, му ги покажуваш и со слика може да му се покаже како изгледа, за да знае што е тоа и дека тоа не чини за него. Една исто друга работа, што кога пиевме кафе и го договаравме интервјуто, баш ја начнавме како тема, може и тука да ја поразговараме, е тоа што сите велат дека па јас му верувам на детето, па нема шанси некој нешто да направи, еве сега доколку ти јавно не зборуваш за вакви работи, на никој на улица не му пишува на чело дека пробал дрога, дека се уште се дрогира и така натаму. Мислиш ли дека тоа исто многу важно, еве ти што се нафати да дојдеш и да збориш за тоа дека ние мора да зборуваме и дека не сме ние сега сите имуни или нашето дете нема шанса нашето дете да проба дрога. Еве за тие што ќе не гледаат некој дали се во средно на факултет, за мајките и бабите на децата и внуците. Дали мислиш дека ете сега моето дете нема шанси? Супер, одлично за тие деца што нема шанси, но мора да се едуцираат. Значи мора да се знае, како што кажав и претходно, за дрогите. Не е дека не може секој да стане жртва, бидејќи де факто луѓето кои се зависни се жртва на низа на фактори и на околности. Да. И сега можеби во моментот тој не е станат жртва, но секако е многу добро да се знае што би можело да му се случи. И кога ќе дојде во моментот за да се одлучи дали да земе или да не, да знае, чекај маце, ја во претходно има видено, ова не е добро. Не сакам да го земам. Може ќе биде еден момент само. Може животот ќе ти биде супер и ќе имаш некој период каде што ти е навистина лошо. И сега убаво би било во тој момент каде што знаеш ти дека ти е лошо и да знаеш дека другата е нешто што не треба ти да го земеш. Дека не се решаваат на таков начин проблемите. Да, може ќе дојдеш до некој преголем проблем што претходно не си го имал и ќе си мислиш дека решението за тој проблем е да се издрогирам, да го тргнам вниманието, сето тоа што ми се случува. А кога ти самиот свати дека си жртва на дрогите, дека тоа не е така наивно, па ние сега со другарите сме на одмор и се зезаме? Во текот на годините почнав да правам и многу проблеми во врска со долгови и неколку пати си имав задолжено голема сума на пари. И еднаш ќе ми помогнат дома, втор пат ќе ми помогнат, трет пат ќе ми помогнат и кога дојде последниот пат, сатив јас дека мојот живот нема правец, дека цело време од еден проблем во друг проблем и се полошо станува. И пробав една глупост каде што сакав јас лично си го одземам мојот живот. Земав преголема доза на диазепам, пробав еднашка, не сакаше, пробав пак, се разбудив, бев во многу лоша состојба и тоа беше одлуката. Или ќе сменам нешто или нема да живеам јас вака и одлучив да сменам нешто. Ова се случува пред 3 години, така? Да, пред 3 години. 2021, почеток на 21. Така ќе му да. Дали мислиш дека тоа што ти не си бил себичен, затоа што
Многу од зависниците за жал се себични и не мислат на никој освен на себе. Дали мислиш дека тој момент што ти кликнало и што не си бил себичен и веројатно ти се вртел и низ глава дека некого повредуваш во тие моменти кога сакаше да пробаш со лекарства да си го одземеш животот, дали ти се вртеше низ глава и тоа дека ти некому си терет, товар, дека не бива вака, дека ти самиот со себе веќе не можеш? Затоа што прво е многу храбро некој да признае, а друга работа, луѓе кажуваат дека слаби луѓе пробуваат да си го одземат животот, но јас би рекла дека тоа се луѓе што само многу време биле јаки, а не побарале помош. Што ти беше ли жал во тој момент, ти се вртали работи сега, жал ми е за мајка ми, сестра ми, што правам, зошто правам вакви работи? Да, најчесто ми било и за мајка ми. Ке си викам, што правам јас со мојот живот? Јас самиот што се уништувам, на другите околу мене им правам проблеми. Нормално и на очувот, поради тоа што мајка ми е сега со друг сопруг, со друг маж. И сега, јас на нив им правам проблеми. Со сестра ми нешто ми правил проблеми поради тоа што почнавме да не комуницираме веќе. Повише не сме биле во комуникација претходно, отколку што сме биле. И си викам, што е ова? Јас што си го уништувам телово, умов, се што си уништувам на себе, ама другите околу мене зашто да страдаат? И си викам, боли ке се убијам, него да правам проблеми цело време. И колку после таа случка, твојот обид за самоубиство, реши да побараш помош? Па одма. Одма? Како што се разбудив, си викам, ова не ме сакат ни горе ни доле. И се јавив на мајка ми и викам, мамо, готови ше, стварно не можам, мора да сме нешто, сакам ти дам на лечење, така како кажав тогаш и кажав за нарконом програмата и дека верувам дека таму може ми се смени животот. И тоа и се случи. Ја спомена нарконон програмата, почна веднаш со програмата, така? Кажа, се јави и рече, не одложуваше, мора да се излечам. Да, се јавив, направив интервју, ми рекоа тестирај се за COVID, пошто тоа што COVID не ли беше. Искочив позитивен за COVID, па 2 недели бев на страна тргнат, требаше да чекам да ми помине COVID-от, ми помина COVID-от, одма коферите и правец за конопиште. Како изгледа еден цел таков третман, да речеме, еден таков програм, нели така се нарекуваат? Да. Како изгледа сето тоа? Се јавуваш, правиш интервју, кажа се, спакував и во конопиште. Како е целиот процес? Феноменален процес е, тоа мора да го кажам, пошто и јас претходно, пред да дознам за наркоман програмата, мислев дека рехабилитација нешто што е страшно или непријатно. Таму ми беше како на одмор, буквално како на одмор. Првиот чекор одиш таму, абстинираш, поминуваш кризи, вториот чекор поминуваш низ детоксикација. Во сауна се пие одредена доза на витамини, после тоа се прават вежби кои што ти помагаат да ти го отргнат вниманието од минатото. И на крајот правиш курсеви кои што ќе ти помогнат ти да не западнеш повторно во дроги. Како спомна прво делот со абстиненција, тоа претпоставувам дека е многу тешко. Се сеќаваш на тој период како ти беше? Да, почна ми биде многу тешко. Не ми беше премногу тешко, да бидам искрен. Имав само првите 3-4 дена ми беше тешко, пошто требаше се навикнувам без супстанца, кој што претходно... Во тој момент што земаше најмногу пред да почнеш да се лекуваш? Марихуана и алкохол. И баш неколку дена пред да одам пред да се јавам за програмата, имав и амфетамин малце. Али нешто малце и пак тоа ми беше и капакот, пошто пробав повторно и други дроги. Пред да отидам на програмот, доста време само марихуана и алкохол и чатпат понекогаш можеби претходно, али почнав и други дроги и тоа ми беше капакот, видов дека јас повторно ќе почнам и со потешки дроги. Генерално марихуана и алкохол ми беше на дневна база. И како изгледа тоа соочување кога човек има абстиненцијални кризи, бидејќи си веќе нели во центар, си на дел од програмата, си со надзор? Да. Како изгледа тоа? Ти изолираат од групата, седиш сам?
Затоа што претпоставувам дека, барем сега по филмови што сум гледала по некои документарци, луѓе кои што се зависници од хероин, бидејќи тоа е една тешка физичка зависност, Да. и викаат, се повредуваат. Како изгледа тоа? Ти веројатно имаше можности да разговараш со тие луѓе, ти самиот се поминувал. Беше ли изолиран? Како беше тој дел од лекувањето? Да, во тој дел си изолиран, си во посебна куќа, што може би уште еден друг студент и нонстоп си 24/7 си под надзор од вработените. Доколку имаш физичка болка, си има посебни масажи што се прават, се оди на прошетка, се пие голема доза на витамини, многу лесно се поминува. И Така. иако сега некој што доаѓа на хероин и тој може да има многу тешки кризи, но со самата помош од персоналот може многу лесно да се надминат. Потоа што кажа после тој дел што следува? Сауната. Добро, како е како изгледа таа цела сауна? Мислам, сауна како сите сауни претпоставувам сте немале таму нешто посебно од регулар, нели, Да, човек да. на сауна да отиде. Да. Од сабајле се пијат голема доза на витамини пред да се почне со сауната. Се трча, се почне од 10 минути, па може да стигнеш и до пола саат трчање и за витамините да почнат да циркулираат низ селото. И има еден витамин кој што се вика ниацин, кој што највеќе помага да се отстрануваат лошите токсини од телото. И затоа и се трча. За ниацинот да почне да работи во телото, се влага во сауна и си се чисти и телото. И колку време или тоа во тек на целата програма имавте сауната? Не, само во првиот дел си е и Колку трае тоа во време, да речеме? Колку недели, месеци, колку трае? зависно од студент до студент. Кај може тебе од колку беше? 30 дена. За Секој сауната ден. зборуваме. Да, само за така, сауната. А делот со абстиненцијата, за колку време го поминати? Една недела. Па добро, тоа е прилично брзо. Да, Така? прилично брзо. Да, тоа е едно. И потоа од сауната после еден месец? После се влага во академијата, училница, така се Добро. вика. И тука се прават исто така вежби за комуникација и вежби што помага да се отрне вниманието на единката од минатото. Како изгледаат тие, например, вежби? Што се зборува, што се учи? Вака на нешто најчесто ако можеш да се сетиш. Да, се сеќам како не, па човек мора да ги искуси. Не е нешто што многу лесно се објаснува, туку одредени вежби се прават, се додека не се постигне крајниот резултат и човекот е способен да комуницира вистински. Претходно, тешко ти беше да комуницираш? Вистински да комуницирам и било тешко. Да комуницирам површно како со некоја маска. Така, што значи вистински да комуницираш? Сматрам дека ова, денеска што го комуницирам, е нешто што вистински се комуницира. А нешто што не е вистинско би ми било како на улица кога ќе се сретнам со некој. Ако те сретнев пред 4 години, Да, како немаше да збориме вака? Ке ме прашаш ти што правиш добро? Да, супер сум. А животот ми е хаос. Мислиш на тоа на... Не само тоа, и најчесто кога ќе видам некој како не се воздржува во комуникацијата. Сега ти да почнеш да збориш, па јас да се надоврлам цело време, да не давам потврда на комуникацијата. Дали е тоа често кај луѓе што се зависници? Нефокусираноста, зборење гласно, зборење нападноста да го кажеме, кога не можеш, како го вика тоа, да ја прочиташ собата, каде треба да викаш, да збориш, да прашуваш. На тоа мислиш на површна и вистинска комуникација, така? Да, на Да се тоа знае баш. каде и како треба да се комуницира. Баш на тоа. Значи, добро, ти си бил доста млад, ама претпоставувам, кај луѓе дури што се повозрасни од тебе, си запознал таму сигурно, Да. што немале проблеми, да сакаш да кажеш дека со текот на времето од користењето на дроги почнуваат да имаат проблеми со комуникација, се губи се што граделе до тогаш. Да, не само во комуникација, во многу полиња од животот човекот почнува да има Не, проблеми. еве, дури но едно најбазично човек што може би има завршено 2 факултети, е успешен, се и наеднаш не може 2 реченици да сврзе, ајде да го кажеме така. Па да, јас доста верувам во тоа дека е така. Многу лесно се приметува човек кој што е зависник, колку лошо комуницира. Јас од моите
печатот се што сум го имал во моите средини. Сега свикаш леле како сум зборел, што сум правел, си се враќаш вака. Да биде само проблем комуникацијата, добро би било. Еден тон глупости сум направил, али тоа е тоа, ќе надокнадиме за се. И после таа училница, што е следното? Па исто така продолжува во самата училница се курсевите кои што ти помагаат да не паднеш повторно во дрогите. Тоа е најтешко, предпоставувам. Да научиш како пак да не тргнеш по истиот пат. Па најтешко не би го кажал како најтешко. Не знам како. Мислам, предпоставувам дека физички и психички е првиот дел со абстиненцијата, но кога веќе изодуваш толкав пат, веројатно да се научиш да имаш дисциплина, потоа е најтешко, да не сега нели си потрошил време, пари, волја, внимание, и сега би било штета да се вратиш пак назад. Да, во право си баш во тој дел од програмот се гледа човек колку треба понатаму да биде одговорен и да се држи до тоа што ќе го научи до тој програм. И се соочуваш со нешто што претходно не си се соочувал. И едноставно сваќаш, окей, јас сега по ова треба да се водам до крајот на мојот живот. И нормално има падови во текот на сето тоа, но не е толку страшно. Најубавото нешто е поради тоа што има персонал што ти помага. Ништо и да поминуваш, секогаш ќе има некој што ќе може да ти помогне и најбитно да те разбере. Кој што мислам дека тоа е најклучното нешто во целиот програм. Персоналот е исто така се исто така луѓе кои што го поминале програмот, биле зависници и не може да не те разберат они. Кој подобро ќе те разберат самиот човек кој што бил зависник, да. Што ти беше тебе вака највеќе, што ти е во сеќавање од целиот програм? Како што ми кажа, околу една година си бил ти во така? Да, 11 месеци. Што ти бе вака ти има најмногу некоја случка или работа во сеќавање останато од тие 11 месеци? Што вака си ја носиш уште со тебе? Пријатна или непријатна? Тоа не се. Било што. Било што? Добро, нешто како што да си го една носиш, што си го запамтил. Кога требаше се соочам со нешто што не сум сакал цел мој живот да се соочам. Буквално можеби 15 години сум го држал јас лично во мене. Да, 15 години. И тогаш видов дека единствениот начин да го надбинам ова е да се соочам и да го кажам. И од кога го кажав, и од кога една невидена личност од персоналот ми помогна да го надминам тоа многу лесно, мислам дека тоа беше од тогаш почна нов живот за мене. Буквално од тој ден. И тоа ќе опамтам за секојаш. Стана твојот проблем и тоа што ти си го живел реално кога го кажа на глас? Да, и Ти олесна? Ми олесна и веќе не беше проблем. Затоа ми е многу убаво. А зашто си го, мислам, од страф, зошто си го држал тоа толку во себе? Да, речеме. Од срам, од страф, сум мислел дека никој нема да ме разбере што ми се случило. И така, едноставно си го држав доста време. И каков беше одговорот на личноста што ја спомнаш кога веројатно ти си мислел во себе ова е сега најстрашно, некој ќе ме осудува, нема да ме свати. Каков беше одговорот на личноста што ја споменуваш од персоналот што ти помогнала? Кога изнакажа се? Најубавна цел свет беше. Добро, и што гледаш? Ништо страшно. Го кажа, толку. И кога го кажа тој вака ја погледа на маса, да, добро. И стварно, така ми го направи она. Како да е ништо страшно. И се почувствував разбрано. Што мислам дека секој човек тоа го бара, да биде разбран од другата страна. Јас бев разбран и се почувствував најубаво. И значи после 11 месеци се враќаш од Конопиште, центарот се наоѓа во Конопиште, тоа е на Кожувка во Даречко. Да. Сега претпоставам тука доаѓа интересното под наводници. Како успеа назад да се вратиш во општеството, да изградиш нов круг на луѓе? Зашто претпоставувам дека дружење цело време со старите пријатели ќе значи враќање на старото. Да. Како успеа пак одново да изградиш нешто, да најдеш другарки, другари, места каде што ќе се движиш? Ти кажа дека си сменил живеалиште. Да. Сега веќе не живееш во Козле. Да.
Како ти беше тој целиот процес? На почеток мислев дека ќе е многу потешко, но во суштина не беше воопшто. Нонстоп се дружев со мојата фамилија која што е од Куманово, таму имам повеќе братучеди и братучетки и повеќето од времето со нив го поминав. После тоа почнав да работам и на работа ќе се запознаеш со еден, ќе се запознаеш со друг и така почнаа нови познанства. Не беше нешто тешко, а на почеток мислев дека ќе е многу комплицирано нешто. Си викам, со кој ќе се дружам и само такви луѓе знам. Али кога ќе си правиш како што треба, ќе си доаѓаат добри луѓе пак во живот. Ти го сменили карактерот, те сменили тебе целата програма? Сега пред да збориме за пак ќе се навратам на таквиот живот, но те сменили тебе целата, како те смени карактерно и како човек целата програма? Се менуваат ли луѓе после такво нешто? Не само за тоа што веќе си чист, не се дрогираш, туку многу сметаат дека ќе треба фундаментално целиот карактер да си го смена. Дали си ти истиот Драган како претходно, само што веќе не се дрогираш? Дали си станат од екстроверт, интроверт, сакаш дружење, сакаш искачање? Сум сакал и претходно, си сакам и сега дружење и искачање, но сум сменет во други полиња. Сум сменет во полето на одговорности, кој што претходно тоа ми било нешто многу комплицирано нешто, како јас да бидам одговорен, Да следиш да си одговорен, да следиш правила. Да. Мора да има некој ред. Да, немала ред претходно, сега има повеќе ред и сега правам работи што јас треба да ги правам. Претходно сум правил работи што јас сум сакал да се ги правам и што мене ми одговарале, не е било тоа во обзир на другите луѓе. Како што биле проблемите дома, јас ќе си правам како сакам, гале ми вие што ќе ми кажат и сум си терал јас себично. А сега сум помалку себична личност, гледам и да им помагам и на другите, што мислам дека тоа е најубаво нешто. А ти помага ли тебе самиот тоа што помагаш на други? Да, и на самиот програм им помагав на новите дечки што ќе доаѓаат во делот на абстиненција. Имав завршено таму, ќе ја кажам, кратка обука, за да можам и јас да им помагам на новите луѓе. И тоа ми беше едно од најубавите моменти, да им помагам на новите дечки. Да ги Имаш најдуваат. ли многу луѓе во центарот, сега бидејќи пак го спомна, имаш ли многу луѓе во центарот кога ти беше? Да, имаше... Мислам, колкав е капацитетот, колку луѓе бевте заедно? Тогаш бевме од околу 15-16 студенти. Значи тоа се мали групи. Да, сега е достигната доста голема бројка, околу 22 студенти има во моментот, али тогаш бевме 15-16 студенти. Од тоа што ти го знаеш, бидејќи 5 години си бил зависник и си се движел во тие кругови, Скопје е многу мал град, Македонија е мала. Има ли многу зависници во Македонија од дрога? Па, Сега не може ни анализи и бројки Да. точни да ми кажеш, но еве ти си бил еден од нив. да. Има доста луѓе што конзумираат многу често дрога. И мислат дека не се зависници. Да. И таквите се... Никој од нив не мисли дека е зависник. Не мислеше ни ти така. Да, ни јас не мислев, никој не мисли дека е зависник. Тоа е едноставно станато дел од животот и јас така треба да функционирам. Не сум зависник, јас кога сакам можам да го откажам, тоа Или се... само 3 пати 4 во месецот пробувам, не е тоа зависност. Да. Значи има доста. Има доста. И дури некои да се така што конзумирате, јас сум бил некој што конзумира на дневна база. Али и така да конзумира некои 3 пати, 4 пати месечно, пак и тоа не е окей. Посебно и ако се некои поуште тешки дроги, и тоа треба да се спречи во нашава држава. Мислиш ли дека се збори, пак мора медиумите да ги спомнам, дека се збори доволно за ова? Не. Јас мислам дека не се збори доволно и затоа секоја шанса ја искористувам да зборам јас јавно за ова. Дали ти пишуваат и тебе луѓе, ќе го споменам интервјуто пак, ти пишуваат ли тебе луѓе, те прашуваат ли за совет? Или само да ти пишат браво, си успел, си направил нешто? Си се спасил, еве ќе го кажам колку и да е. Понародно е, си се спасил. Да, лично од самото снимање нема да дојде на никој до мене да ми пише на социјални мрежи браво, супер, али видов по коментарите
Тоа го пишува луѓето. Си имаше случајно на улица, случајно да се сретнам со некои луѓе да ми кажат: "Еј, те гледав на Радио Слободна Европа, многу убаво тоа што го кажа." Браво. Треба и на баш еден дечко што работеше во кафич ми рече: "Треба да направиш предавање на нашите вработени тука, пошто претпоставам и тие келнерите или шанкерите исто така конзумирале дрога." Треба многу повеќе да се зборе јавно за ова, за да се крене нивото на свесност кај луѓето. Но дали мислиш дека и самите луѓе што биле зависници се плашат да зборат јавно или им е страм затоа што ние сме мала држава, секој со секого се знае, за да не бидат осудувани, за да нема предрасуди према нив. Дали ти се соочил со предрасуда некоја таква, ако луѓе разберат, ако видат, ако им кажеш, па си имале некое мислење за тебе, па најнаш го менуваат. Да, имало некои луѓе што го менувале мислењето поради тоа што сум бил зависник, но не сум давал многу потврда на тоа. Знам дека многу луѓе ќе ме прифатат и ќе кажат: "Ја бе, ова треба да се случува почесто во нашата држава." И би се жртвувал некој да ме гледа како зависник, како нешто лошо, доколку јас освестам други луѓе. Мислам дека не можеш да поминеш без критики, без осудувања, доколку правиш вакво нешто. Дали исто луѓето имаат тука предрасуди за тоа како треба да изгледа некој што користел дроги? Сега ти не знам како си изгледал во тој период, но сега ќе те гледаат и ќе речат, колку и да е тоа стереотипно, па не личи кој некој што бил наркоман. Имаат ли луѓето и за тоа предрасуди, као дека на некој треба, пак ја спомнам тоа начело да му пишува или некако да личи, па да знае дека е зависник или дека бил зависник? Да, има неколку луѓе кажано дека не личам јас на некој што поминал низ зависности или низ такви работи кои ги кажам јас вака. И тоа е многу лошо, поради тоа што повеќето од зависници така си се прикриваат и ти никогаш нема да дознаеш дека на некој треба да му помогнеш доколку он самиот не ти каже. Луѓе што користат дрога најчесто не се некои слаби, без заби, со испиени фаци. Да, особено некај нас, затоа што хероинот не е популарна дрога, ние немаме фентанил, оние сите дроги што ги гледаме што се во Америка и по светот, што прават нечиво тело и нечиво лице така да изгледа и убаво кажа, нема да знаеш дали треба да му помогнеш на некого. Да. А тој некој веројатно се мачи, можеби сака помош, можеби не знае дека му треба помош. Затоа ќе те прашав дали се излегува од тој круг ако самиот не сакаш. Ако сега те земат од дома за рака и ти ветат нешто или речат мора сега по секоја цена, иначе ќе се откажеме од тебе, инаку нема ова, нема она. Има ли ефект терањето? Не, нема никаков ефект. Јас знам поради тоа што моите така пробувале со мене. Пробувале, ајде, ќе направиме нешто, а јас вистински не сум сакал. Кога јас вистински одлучив дека мене ми треба промена, тогаш и се случи. Многу знам имаше некои студенти на наркоман програмата што дошле така, им ветеле родителите нешто ќе им купат, ќе им овозможат. Гледа што побрзо го заврши програмот за да си отиде од таму, не за да извади максимум од самиот програм и кога ќе заврши програмот, повторно ќе си падне во истите води. Имаш ли податок? Прочитав некои бројки, но тоа полесно можам да прашам од некој што поминал низ програми, што поминал низ таков живот. Колку често луѓето се враќаат назад на стариот живот од зависност? Еве, не знам дали дрогата е најчистата зависност, тие бројки се менуваат секогаш, ама еве, зависност од дрога, од алкохол, од коцка, постојат повеќе зависности. Се враќаат ли луѓето многу често? Збориме за од програмот? Не само од програмот, општо од било кој што се излечил, не мора да е од тој програм. Да. На кој начин да се излечил, се враќаат ли многу често луѓето назад? Јас не сум запознаен, но знам дека некој можеби повторно ќе проба. А еднашка поретко ќе пробувам сега, нема да биде како што било порано, а има некои што
скоро се откажуваат. Не знам јас толку многу луѓе што дали се вратиле или не се вратиле. Дали има врска, да речеме, тоа што ти многу млад ти имаш излезено на 20 години од таквиот круг, од таквиот живот, при лекувањето, затоа што релативно млад сам имаш сватено, Да. што е и многу чудно, но многу добро во исто време. Дали е многу полесно отколку кај некој што 15-20 години е корисник на дрога? Потешко се одлучуваат такви луѓе за да се лечат. Од друга страна, штетите што се нанесуваат на телото, предпоставувам дека ти како еден млад човек се надевам дека немаш здравствени проблеми Нема. и некоја последица што ти оставиле на телото тие дроги. Немам никаква последица од другите. Да, може да биде кај некои луѓе што можеби подолго време конзумирале дрога, да им е процесот на одвикнување подолг. Али верувам дека мене ми било многу полесно за разлика од некој можеби што конзумирал 15 години хероин. Тоа логички дека на него би му било потешко. Да, сега, мислам, освен фактор годините, ти спомена дека на некој начин еден од проблемите од кои ти си бегал и не си можел да се соочиш е семејството, но од друга страна нешто што ми кажа е и дека таа поддршка од повторно од семејството што си е имал, значи колку што може некогаш тие нерешени работи, лоши работи во семејството да наштетат на едно дете и да му направат длабока траума, но може и да го спасат. Има феноменална поддршка кој што тој играше клучна улога кај мене. Од мајка ми од очевот, таа поддршка ќе ја почнам, ќе ја кажам прв, поради тоа што тие највише ми помогна во текот и пред програмот, во текот на програмот и после програмот. После тоа мора да ја напоменам и сестра ми, исто таа ми е доста голема поддршка, да не зборам и за братучетки и братучети, тие доста многу ме поддржуваа во текот на целиот мој живот. А отпосле и во текот на одвикнувањето тоа ми беше најбитно, да имам таа поддршка од нив. Значи да разјасниме дека, бидејќи сега се нели популарни оние self-help, па само помош, пушта некои работи, дека во рета човек да работи сам на себе, но без луѓе околу тебе и поддршка и љубов, не се излегува од проблеми. Да. Тоа јас го имам приметено во последниот период, како ти мораш сам да надминеш нешто, не треба да си ги искажеш чувствата, да кажеш дека ти е лошо или да бараш помош, тоа мислам дека е многу лошо. Треба човек, доколку има некакво потешкотие, да си ја каже, имам потешкотие, дали може да ми помогнеш, да побара помош од било кој, дали е пријател, член од фамилијата или... И сега полесно ли ти е да си ги кажеш и мислењата и чувствата, дали е тоа на дома, на пријатели околу тебе, полесно се отвараш, полесно збориш за проблеми? Да, сега многу полесно зборувам за проблемите него претходно. Претходно бев и во некои моменти по-затворен, иако не знам, многу е чудно тоа да го опишам. Кога бев со некои што се по-нормални луѓе, што некој им замира, дури јас бев едно затворено типче, па може од време на време ќе каже нешто и ако бев со друштво бев многу отворен, ха-ха, хи-хи, гласен, цел време се зафркавав, не бев озбилен. Ама ти си зборувал, ама всушност ништо не си зборувал. Ништо не сум кажувал, да. Да, ништо не си кажувал. Дали го приметиле тоа луѓето што се околу тебе, па поради таа твоја сега отвореност, да си кажеш и мислење, што чувствуваш, што те мачи, па тие тебе ти се обраќаат ако им треба нешто. Да. Затоа и го спомнам, пошто една личност од фамилијата тоа ми го кажа. Претходно кога доаѓав и кога бевме заедно, ти беше многу позатворен, сега си многу поотворен и поубаво комуницираш и стварно со секој член од фамилијата многу поубаво комуницирам се. Значи да заклучиме дека сам човек не може од ништо лошо да се извади. Така е. Сега мора да кажеме дека има случаи кај што некои луѓе може сами си се одлучиле и си се подобриле. Кај мене е случката и верувам дека кај многу повеќе,
им треба помош на луѓето. Можеби во некои моменти не знаат како да го надминат тоа и е убаво да се побара помош. Па и самото тоа што го кажа признавањето на се изборувањето во самиот центар, кога тебе некој ти рекол па ништо страшно, Да. ете една и од таа некој начин помош и разбирање, значи на нас луѓето ни треба некој да не разбере, да рече, добре, пи да не разбере, да не сослуша само. Да, само да не сослуша и да не се спротивстави, тоа ќе ми причини јас да се почувствувам убаво. Барем да го искажам тоа од мене, да излезе. Тоа би ми било доволно во многу моменти. Има ли ситуации сега, после 3 години, не е мал период, не е никој знае колку голем, не можеш да кажеш дека поминале 15 години, а имало ли некогаш моменти кога ти се вртело низ глава дека не нервозен си за било што или те мачи нешто, тажен си, кога си сакал да посегнеш по дрога повторно? Ти се свртало ли низ глава такво нешто? Не ми се свртело. Знам како било и од таа страна на животот и сега од оваа страна и супер ми е од оваа страна. Доколку имам некаква потешкотија, проблем, знам ја што све надминав во мојот живот, нема некој проблем што јас сега не можам да го надминам. И затоа што и да ми се случува, гледам како да го решам што побрзо и да си бидам во уште подобра состојба. Ти помага тоа што споредуваш, си викаш сега дека ми се дупнала гумата, не е поголемо од тоа што сакав да се убијам. Да, или да имам расправија со некого, си викам, што не е крај на свет, да. не е крај на свет. Да, баш така. Се сеќаваш дали беше најмлад таму на програмата или нема тоа баш врска со кој иде на програмата? Затоа што пак по кој знае кој пат ќе спомнам, ми се чини дека луѓе на 20 години не се толку свесни, па сега ќе одам да се лечам. Дури да ги тераат од дома, тоа нема да заврши успешно. Да, бев еден од помладите, доста имаше и од моја генерација, јас сум 2000-та, имаше деца од моја генерација, но имаше и генерално постари. Но пак имав и коментари од таму од неколку постари личности, секој чест што си дошол толку рано. Тој беше студент кој што беше постар од мене едно 10 години. Вика, јас на 20 години не можеш никој да ме застане, не па на рехабилитација. Да. А зошто се нарекуваат, бидејќи споменаш неколку пати студенти? Или така, бидејќи немам разговарано никогаш за ова, бидејќи е програма, па веројатно се студенти, бидејќи учиш, се развиваш, така затоа е... Да, многу чудно звучи се лечиш. Студенци се учиш. Да. Дали еве убаво го начина тоа, дали има и врска пристапот? Еве го кажа многу лошо звучи. Дали луѓе се плашат или нелесно би влегла во една таква програма, ако јас сега како некој твој близок или како некој што треба да работам со тебе, ќе ти кажам треба да се лечиш. Ствара ли тоа одбивност кај луѓето што треба да одат и да излезат од кругот на зависност? Да, пошто многу лошо звучи, треба да се лечиш. Дали тоа те асоцира, еве, ќе те прашам, ако ти кажал некој, ти си излечил или треба да се лечиш, звучи како дека ти си сега болен или пациент затоа што си зависник. Дали мислеше на тоа? Не, јас го имам разбрано ова, дека повеќето луѓе така го сваќаат, како да, така лечење. Го сваќаат, затоа и те препрашам да ми разјасниш. Супер. Тоа е центар за едукација и превенција од дроги од алкохол. Тоа не е болница. Во болница. Затоа те прашав дали ако на некој што бил на програмата или на некој што треба да оди да надмине зависност, му кажеш ти треба да се лечиш. Да, значи, се сваќа како да е болен. Човекот е зависен сега. Зависностите се, нели се вели болести на зависност, но сигурно има отпор. Ако јас ти кажам, оди да се лечиш, па нема да отидеш, така? Многу лошо звучи. Нема да отидеш. Нема да отидеш поради X причини, ама само тоа што го кажа, им е страф на луѓето од институција, така? Да. Од сега е ова болница, институција, затоа што аз ги гледа фотографиите од Конопиште. Тоа е тоа се куќи како било која куќе во некоја населба, природа, убаво време,
Тоа сигурно многу помага отколку да си во болница. Еве тоа Да. тоа ќе те прашам да ми кажеш. Да. Исто така и езерцето колку е убаво, не знам дали го виде на сликате. Да. Невидено нешто, како во хотел да си. Не е како во болница па има доктори па ќе те врзуваат. Најчесто така луѓето си ја асоцираат рехабилитацијата. Јас знам со братучетка ми кога зборев и покажав слики и објаснував што се премине програмот. Па тоа е добро бе, јас си мислев нека руска рехабилитација како Ме мачат. филмови, да, како да што ќе прават. Викам не е воопшто така. Затоа и на почетоков кажав како да бев на одмор тие 11 месеци. Преубаво си поминав и си надминав најлоши работи од мојот живот. Едноставно станав вистинска личност на тој програм. Невидено нешто. И многу е важен хуманиот пристап, односно дека луѓето што се зависници не треба да се врзуваат, лечат во институции, да имаат прозори со огради метални за да мрежи метални или нешто за да не се повредат или да не повредат некого. Мислиш ли дека тоа ти играло голема улога отколку сега некој во ваква просторија цела бела да се седел и си пил само лекови и ти било страв? Нормално дека. Затоа што многумина и братучетка ти мислела така, многу луѓе го имаат тоа мислење, затоа и те прашувам. Па и некои се викаат, па ако им еве се он намем се дрогирал, јас уште него хотел ќе му плаќам у езеро да гледа. Важен ли е многу тој хуман пристап, затоа што некој сгрешил, се дрогирал, станал зависен, некој сгрешил, тоа е грешка, си го пропастува животот. Како сега ние ќе му помогнеме на тој човек ако го мачиме? Да. Ќе нема никаква улога тоа мачењето. Ќе нема ефект. Да, само ќе биде полошо на самата личност. Јас тоа што сум се дрогирал, сум се дрогирал, така тоа е моето минато. Сега сакам да направам промена и да правиш промена во таква околина, тоа е најубавото нешто. На самиот програм кога правиш интервјуто те прашуваат дали ти веруваш дека можеш да се смениш. Не оди таму некој што ќе биде присилен. Пошто со тоа ништо не се постигнува. Што кога го затвориш во некоја болница и има решетки на прозорот и не може да излезе и го тера се, нели да не се дрогира или да не прави што и да прави, нема никаков ефект да се постигне со тоа. Тоа е едно од прашањата што ве прашуваат. Така дали ти веруваш дека можеш да се смениш, дали веруваш во тоа? Ако не веруваш, окей. Не може да ти го смени никој мислењето, не постои човек што би ти го сменил мислењето сигурно. Да. Кажај ти преска, самиот имаш забележано дека кога ти не си сакал, не постои жив човек на планетава што тебе ќе те фати за рака и ќе те одмакне таму. Дали овие програми се програми што се финансирани од државата, што се под фонд или тоа е нешто што некој што сака да се лекува треба да си го плати самиот? Не се финансирани од државата, стига што сака да се лекува, си плаќа самиот. Дали мислиш дека треба на национално ниво, нели на државно ниво да имаме такви програми и за да може на повеќе луѓе да им се помогне? Дали треба државата да направи центри што ќе функционираат на тој начин за да може повеќе луѓе да си го возможат тоа? Би требало државата да прави нешто кон тоа. Се дали ќе успее да направи центри како наркоман центарот или да функционира слично на тоа, не знам, но еве да се почне од помали чекари. Сега до ден денес Едно по едно да, за да стасаме до некаде. Сега во Македонија нема нас да ни треба 20, колку и да има зависници. Македонија е мала држава. Да. И барем да се почне со нешто, да се почне со едукација на децата. Јас никогаш немав сретнато во текот на моето школување некој да ми каже за друга нешто. Да биде од државата. Се случувало од Не доаѓале невладини организации да прават предавање, ова е лошо, али тоа веќе беше касно јас кога отидов на тие предавања. Еден интересен пристап и неинтересна работа што исто ти ја кажа е влијанието на медиумите, на сериите, на музиката. Не дека може тебе некоја песна или серијски филм да те натера да земеш да посегнеш по дрога, ама колку има влијание во самиот
процес и во самите денови кога ти сега седиш, пробуваш екстази, амфетамин, кокаин, било што и да взимаш, кога гледаш некоја серија или слушаш некоја песна, дека некој ти го оправдува тоа, као се е многу добро, мангупи, коли, жени, алкохол, ти дава као, па добра работа правиш. Да, го величи целото Мгм. правење, му дава потврда на тоа. Не дека јас сега не знам друга ќе гледам некоја серија, ајде да почнам се дрогирам, али ако си веќе во тие води навлезен, како да му се дава потврда на тоа. И сега ќе Мгм. гледаме како се дрогираат, како продаваат дрога, како редугираат и прават. Мислам дека тоа е многу непотребно во нашево општество. Има многу убави работи што би требало да се пуштат на телевизија, да се прави музика, кои што би биле попријатни за слушање и за гледање. И затоа многу луѓе пак ќе кажат, па не сум јас виновен, зошто не гледате децата што ви гледаат на таблет, на телефон, на компјутер, пред телевизор кога ги оставате. Во ред ли е тоа со тебе кога некој ќе каже па сега ти воспитај си ги децата? Многу мал процент ми прави смисла. Значи, Мгм. окей, сите треба да си ги воспитуваме, нели, децата, пријателите, сите околу нас, но е многу неодговорно тоа да го кажуваш. Сега јас ќе правам филмови такви со дрога или со некои не окей работи, али ти воспитај си ги твоите деца. Многу е неодговорно тоа да го прави човек. Не го прави ни на прво место, а не после да бидат криви другите родители што не ги едуцираат, што не ги носат. Или што не може да контролираат сега 24 часа во денот едно дете што гледа? Да, и тие родители идат на работа, си имаат други обврски што треба да ги прават, не секогаш може целото внимание да биде на детето, да го пази. А тоа е понудата. Да. И сега, нели, кој ќе пушташ на YouTube или на некоја платформа или на нешто друго да гледаш и слушаш музика, ако 9 од 10 работи се тоа ќе слушаш. Да, да. Мислам, тоа ќе слушаш, може да слушаш и нешто друго. Ама тоа се тренди работи, тренди серии. Тебе ти се случувало, ета те прашав дека ти кажа самиот ти дава потврда дека тоа не е нешто лошо, као таму некои мангупи пеат за дроги, за коли, за жени, за журки, колку е све најдобро. А ти со тоа што тонеш додека ти имаат милиони, а ти тонеш во сопствениот живот и се, си викаш па добро бе, глеј, овие серија направиле за тоа, не е ништо страшно. Да, те возбудува, ти го прави твој живот како интересен и дека се наметнуваш на тие некои си познати криминалци, дека влагаш во тие води и едноставно прави возбуда, како демек тоа е нешто што треба човек да го прави. А како гледаш сега на тие работи, нешто кој ќе ти нели ќе ти излезе на телефон некоја песна, музика, кажа рап дека слушаш. Да. Сега поинаку гледаш на тие работи, тие само музика и филми и тоа е тоа. Да, само музика и филми, си слушам нормална рап музика и ако стана збор за филм, порано немав никаков проблем, гледав секакви филмови со Мгм. дрога, а сега ќе дојде некој филм кај што целата тема ќе биде главната улога да се дрогира само, ми нема поента да го гледам. И одма ќе го изгасам филмот, ќе побарам некој понормален филм да си гледам. Сега ќе гледаме некој како цел живот си се дрогирал, како влага од еден проблем во друг проблем и сите исто завршуваат. Или романтизирањето на криминалци, наркосеријата, една од тие серии, нели, за познатиот Ескобар, Да. каде што се романтизира човек што има убиено повеќе од 4000 луѓе, што правил штета на државата и така натаму, криминалец, најбогатиот криминалец, еден од најбогатите криминалци во историјата, и се романтизираат тие работи. Да, тоа е исто така многу лошо, при тоа што он убивал луѓе. Тоа мислам дека е најлошото нешто што еден човек може да го прави на планетава Земја. И сега некој ќе се увиди на тоа, ќе мисли дека значи така треба да бидеш ти најуспешен, да бидеш најбогат, треба да убиваш луѓе за да бидеш на тронот, што би се рекло, нели? А сега кога се навраќаш на тие моменти и кога зборуваш, свикаш некогаш, леле бе, како сум жив, добро што сум жив. Да, во некои работи што сум ги правил и колку сум бил проблематичен спрема некои луѓе,
чудно ми е како некој не ме грабнал и да ме згази од кјотек, да ме убие. Сварно нека тоа си го размислам. Си бил повеќе агресивен или поради тоа што не размислуваш рационално, да речеме? Не Не сум повеќе агресивен, јас не знам дали си ти агресивен, како го кажав, ама поради што си викал како не земал некој да ми истепа? не сум бил агресивен, но сум бил проблематичен. Сум ќе се Што задолжал. значи тоа? Сум се задолжувал пари, не сум ги враќал кај доста луѓе или ќе ми требало многу време да им ги вратам парите, во главном околу тоа биле проблемите. И во таков круг на, нели, по зафркнати дечки, се чудам како некој не ме фатил и да ме згази од кјотек. Да, тогаш човек и почнува сигурно да лаже и да манипулира и да измислува секакви оправдувања зошто, нели, како мали кога бевме ми изеде куќето домашното. Да, ефтен почнав да лажам, почнав да манипулирам, пошто тоа беше единствениот начин како јас да се здобиам со тоа што го сакам. Немаше друга опција. Да, кажа пријеска дека и тоа и дома ти помагале, нели, мајка ти и очево да вратиш, да враќаш долгови. Збориме за голема сума на пари. Да. За Збориме, да. Зашто току полнолетен? Да, Тоа биле да. големи пари. И добро, како доаѓаш дома и кажеш на мајка ти, давајте пари, должам. Си ја подвиткувам опашката, почињам да плачам и почнам да барам помош. Така ми беше. Исто така тоа ми било многу непријатно, пошто тоа е нешто кога сваќаш ти дека правиш засеруваш во твојот живот. Сега на мои години каде што нели треба јас да почнам да заработувам, да бидам помалце терет на моите дома. Јас Си идам- полнолетен, така на 18 Да. години. Да. И сега јас идам дома барам пари да ме одолжат. Зашо? Пошто сум се задолжил. Ајде да се задолжиш за некој бизнис, за кола, за Да, факултет, кола, што било викаш, што. Да. Јас зашто си се задолжил? Не знаев. Значи да ме праша некој како сум се задолжил толку пари. Не знам. Така од ден за ден живеев. Не си размислувал као леле ова, многу пари се, нема шанси да ги вратам, не ти текнуваше. Не. Како Како ти текнуваше да си се запрашаш као ја не работам, нешто не заработувам, нема од небо да се вратат. За жал не размислав, само ми беше до крајот на денот да си го решам проблемот. Пример, ако треба да соберам нека одредена сума за денеска, за да се раздолжам кај некој, ќе се раздолжам се до следниот момент. И ќе си уживам јас. Не ми е гајле дали должам пари и како ќе ги направам. Ако дојдат пари, дојдат. Ако не дојдат, не дојдат. Стрес ти беше се тоа? Како не. Затоа и почнав и се повеќе на дневна база да конзумирам. Не може нормален човек да се соочи со тоа. Како ти должиш ентон пари, ништо не правиш во врска со тоа. Тоа е невиден стрес. Ма ваму ти звона телефони сигурно си бара некои пари. Да. Не е тоа така лесно. И што викаш за чудо? Како некој не земал да ме згази од тепање. Така би требало да се деси. Мене нормално не е решениот кјотек, али за некој така. Не оправдуваш насилство. Да, не оправдувам, али стварно затоа што се Во тие моменти немало ништо да значи, ќе ти поминеле модриците и ќе си терал по старо сигурно, Да, затоа да. што сам кажа ти не си бил свесен дека правиш глупости. Да, не е решението кјотек тепање во никој момент. Пак сега ќе спомнам, не дека оправдуваме нешто или кажуваме дека нешто треба да се прави или да се стигматизираат луѓето што користат дроги или дека имам јас предрасуди или ти имаш предрасуди, но ова е реалната слика на некој тоа што го живел секој ден. Затоа што често гледам и во медиуми, па дури кај нас се ретки вакви гостувања како твоето, каде што се зборува за штетите и последиците од користење на дроги, но низ бројки, анализи, низ нешто што ни е таму далеку,
Ти си дечко што на улица ако те види некој, па личиш како многу други луѓе. Значи ние не сме свесни дека зависностите не се многу далеко од нас, дека се дома, во фамилија, во комши, на улица, на работа. Многу убава работа, кажа, нема да знаеме како да му помогнеме на некого. Ако не збори, не му пишува на чело. Да. Ако нема едукација, ако не знае сам да си побара на крајот на криштата помош. Така. Затоа јас го правам ова, за да почнат луѓето да ги отвараат очите дека ова е секојдневен проблем. Многу луѓе го искусуваат зависноста. И затоа треба повеќе да гледаме наоколу и да наоѓаме решение за сите тие луѓе. А како твоите дома, твоето обкружување, баба, дедо, братучетки, братучеди, сите во фамилија реагира на твоето гостување? Беа горди, срам им беше, страф им беше на твоето гостување во Радио Слободна Европа, на твоето јавно прикажување, после ова кога ќе го изгледаат? Јас знам дека се горди. Голем дел од фамилијата, никој не ми се спротивставил или ми кажа дека тоа не е окей. Генерално сите се задоволни со тоа што го правам, пошто знаат сега колку ми е подобро во животот и дека треба многу други луѓе истото да го искусат. И затоа имам најголемата поддршка од нив. Дали тебе ти помага ова што зборуваш? Не само тоа што сакаш да помогнеш некој да те чуе и да побара помош, или доколку е сега во процесот доколку сега е во процес на излегување од зависноста, дали самиот тебе ти помага секое повторување? Дали ти е некој вид, како да кажам, катарза, како што ти било во Конопиште, на секое раскажување на твојата приказна да ти е малку полесно? Да, малку ми е полесно и срамно ми прави да се чувствам многу поубаво со тоа што го правам. Може би пред 2 години ќе ти било тешко да збориш на глас, како што збориш сега. Ама претпоставам дека ги имаш таа бариера во главата надминато и чим си вака опуштен си збориш, тебе ти е веќе стварно надминато се. Да, така е. Можеби на почеток не сум бил до толку отворен. Ја ќе кажам, али моце ќе се воздржам, ќе бидам моце несигурен во тоа што го кажам, а сега немам гајле. Значи, да ме сретне некој на улица, секој човек ако ме сретне на улица може да ме застане и ме праша и отворено да си комуницираме за ова. Немам никаков проблем. Фала ти многу, мислам дека опфативме многу работи. Ова може да трае 4 часа, може да трае и помалце. Подкаст е сепак, но мислам дека еден голем дел од се тоа тебе што те си има случајно и од твојот живот опфативме. Имаш само 23 години, добро е што повторно ќе повторам што си излегол од се ова. Може би ќе траеше подкаст од 4 часа, но ти си доста млад, на средната средба во некоја друга сезона. Се надевам ќе има и повеќе материјал за зборување од твојот живот по зависноста од она што го живееш веќе 3 години и секако ќе инспирираме некого со ова твое гостување, дека сите татковци, мајки, баби, дедовци, комшиги, комшивки што ќе го гледаат ова, доколку познаваат некој кој се бори со зависност од дрога, ќе подразмисли малце, ќе сака да си помогне или да му помогне на некој близок, затоа што досега се надевам дека тие што го слуша разговорот сватија дека зависноста од дрога е страшна работа. Така е, фала ти на тебе што ми помогаш во мојата мисија да им помогнам на што повеќе луѓе да се отргнат од зависноста. Ти благодарам. Ништо. Тоа е тоа, чао.